Јас би сакал да се извинам и на вас и на целата македонска јавност затоа што во препладневната сесија ги кажував задолжувањата која што оваа влада успеа да ги направи за 73 дена власт. Овие задолжувања од препладневната сесија до денес, до 16 часот и 30 минути, се зголемени за нови 43 милиони 932.845 евра. Новата реформска влада успеа вкупно досега да не задолжи со 145 милиони 836.220 евра за 76 дена власт. Ете, тоа се постигнувањата и достигнувањата и токму тоа е причината поради која што ние овде ќе дебатираме за разрешувањето на господинот Марко Зврлевски, а од друга страна ќе минуваат големите битни национални и државни прашања по интерес на сите граѓани. Ние не успеавме да проговориме за стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија, иако се одржуваат веќе 5-6 продолженија на јавната расправа на која што упорно чекаме предлагачот, односно Министерската царовска, да се појави на таа дебата. Не убедуваат дека Македонија ќе остане транзицијска земја, меѓутоа од Националниот акцијски план за интеграција на бегалци и странци може да се заклучат некои други работи. Во дел од мерките кои што се предлагаат е да се изработат експертски анализи за најдобрите практични модели кои ги користат општините домакини во Еброво. Транзитирање низ Македонија со домакин лук не идат исто. Очигледно овие бегалци, мигранти треба овде да останат и ние да ги одомакиниме. Да се подготват мерки за локална интеграција на ниво на општините. И ова не ми стои како транзицијски план за транзитирање низ државата. Да се воведат спроведување на разни кампањи за промовирање на инклузивност и мултикултурните вредности во општеството. Редовни истражувања во однос на јавното мислење за интеграција во Македонија. Ето ова е едно од многуте битни прашања кои што деновиве се случуваат во Македонија, а ние упорно дебатираме на тема која што своја завршница не може да има до 16 октомври. Прашањата, односно фактурите кои што Социјалдемократскиот сојуз ги доби за формирањето на нивното мнозинство и она што значи власт во Република Македонија се испорачуваат од оние кои што успеа да ги стават таму каде што се. Се надевам граѓаните на Република Македонија ќе памтат и многу брзо ќе имаат прилика да одговорат на сето тоа.